Гостин во студиото ова утро е колегата Златко Калински. Најавата е доволна, име и презиме, синоним за македонската телевизија и за спортската редакција. Добро утро. Добро утро. Причините, има милион или повеќе милиони причини да ни бидеш, ќе одиме во прво лице или на гостин. Во нашето студио, двете причини или трите причини ова утро се прво наградата, државната награда 8 септември, која ти беше доделена за особен придонес и за развој и промоција на македонскиот спорт, за која еве сега повторно ти честитаме. Благодарам. Да, еден друг сертификат кој што ќе го покажеме и ќе го објасниме подоцна и она што се случува во спортот во Македонија во моментов. Златко Калински, 42 години спортски новинар, маратонски 42 години, па какво е сега чувството кога ќе биде крунисана кариерата со награди по завршувањето на кариерата? Добро, убаво е чувството, убаво е наградата, ми значи. Таа награда голем дел се заснива на овој тука амбиент, на овој воздух што го дишам 42 години, на овој простор што ми овозможи да ја работам својата работа на најубав можен начин, што ми овозможи да напредувам лично и мислам дека морам да го истакнам дека Македонската радиотелевизија мене ми беше практично прв дом, затоа што најголемиот дел од времето го минував тука и без тоа Златко Калински ќе беше анонимус. Меѓутоа, тоа што ми го овозможи оваа куќа е непроценливо богатство за мене и јас уште еднаш, по кој знае кој пат, ќе се заблагодарам на мојата матична куќа, што ми овозможи да се чувствувам толку убаво во текот на работниот век, да си ја сакам работата, а тоа многу значи. Многу епитети, многу позитивни впечатоци, не било секогаш се најубаво, не било секогаш се најдобро, меѓутоа љубовта кон професијата и зборот куќа. Куќа е голем збор, куќа е збор кој што доаѓа од душата, од срцето. Ретко денес некој за работното место и за организацијата вели дека му е куќа. Па, ова студио памети многу од 1986 година, колку само илјадници часови спортска програма минувале низ овој простор, колку големи проекти сме работеле и сме уживале во таа работа, во услови на една релативно мала редакција сме работеле мега проекти од олимписки игри, од светски првенства, од настани, од најголемо светско значење минувале низ овие простори и затоа јас ќе кажам дека ова е куќа. Токму така и се чувствувам изутринава, така малку емотивно, по подолго време, не сум навратил подолго време тука, уште на влезот ве поздравуваат, се среќаваме со луѓе што не сум ги видел подолго време. Да вистина е убаво чувство. Како да не заминал Калински никогаш, така ќе биде додека не има сите нас, нели, така ќе биде додека постои македонската телевизија. Колега Калински, кошарка, фудбал, одбојка, па и ракомет, меѓутоа атлетиката некако провејува низ целата твоја кариера. Па, атлетиката е еден посебен предизвик. Јас, кога дојдов во спортската редакција на телевизијата, првото што беше да добијам спортови што ќе ги работам и Таско прашува дали сакаш да работиш и атлетика. Бидејќи Зоран Михајлов отиде, си замина од редакцијата и тој спорт практично немаше кој да го коментира. Викам со големо задоволство. Меѓутоа со првиот пренос сватив што е тоа да се коментира атлетика. Тоа е навистина еден комплексен спорт во кој во текот на тие 5 часа пренос се случуваат многу работи на различни нешта и со помош на Вања Мировски, кој истиот момент
рече Златко, ако работи атлетика, јас ќе се вратам во атлетиката да работиме заедно. И со негова помош влегов во атлетиката, а тоа е секој пренос како подготвување на испит. Атлетиката е спорт многу различен од другите по тоа што во поединечните спортови, во игрите, камерата е фокусирана на еден помал простор. Атлетиката, не знаеш режисерот како мисли, што е во следната слика, следниот дел од преносот, така да е потребна една фантастична концентрација. Подготовката, да не зборувам за подготовката, трае преку цела година. Бидејќи ако 2 дена почнувате да се подготвувате пред голем настан, како што се светските првенства, тоа ќе биде фијаско. Коментаторско, спортско, новинарско. Да, фијаско. Треба постојано да се следи, да се документира, да се води сите случувања, инаку немате време да се подготвите за пренос. Би сакал и јас еден ваков сертификат. Најверојатно од кошарката, можеби. На една од камерите, каде? Тука, добро. 16 светски првенства. Да, првите 16. 16 мундијали, најмногу во Македонија, меѓутоа и еден од меѓународните спортски новинари со најмногу посетени и одработени светски првенства. Ја ги одработев првите 16 светски првенства. Првото беше во 83 година. Сега е јубилеј 40 години од првото светско првенство и по тој повод Светската атлетска федерација и Асоциацијата на професионални спортски новинари да, овие подписи тука се сериозни. Од Себастијан Коу ја додели оваа диплома за одработени 16 светски првенства. Ја бев единствениот коментатор кој ги имаше сите 16, телевизиски коментатор. Не зборам за имаше во печатените медиуми кои што биле на првите 16, меѓутоа единствениот телевизиски коментатор до 2017 година кога отидов во пензија. Тоа се 17, би рекол, испити на подготвеност на еден коментатор. А мене атлетиката многу ми значеше. Тука може коментаторот да се експонира на многу начини во атлетиката. Само ако се сака тој спорт и ако сте подготвен за да го работите тој спорт, а мислам дека гледачите тоа го препознава, а и таа атлетика мене во целост ме исполнуваше. Меѓутоа, бараше многу труд, многу работа. На светското првенство 2009 година во Берлин решив да го однесам мојот син, кој исто така новинар е, да, еден голем атлетски настан. 10 дена, речи си, ние да не се видовме. Јас ќе станам во ниедно време, се подготвувам до почеток на преносот, па го правам преносот. После преносот сум како иседен лимон, малку одмор, имав обврски да се јавувам и за Радио Дојче Веле и се тоа траеше до 1 саат по полноќ. И 2-3 сата сон и потоа секој вика, тато вика, постојано е вака? Викам, постојано е. Па вика, не можев да замислам дека вака изгледа. Ја мислев дека имаш време да отидеш, да прошеташ, да видиш. Не, светот, светот ме виде мене, јас не го видов светот, особено кога беше во прашање атлетиката. Ама следната година отидовме на континентален куп во Сплит, без обврски, МТВ немаше права за пренос, отидовме да гледаме, тоа беше вистинско уживање. Вика, ова е убаво. Со трајлерот со колегата Зоки Михајлов. Колега Калински, што може еден спортски коментатор да долови во тие 7 секунди финалињата во машка конкуренција? 7 велиме затоа што откако ќе се слушне истрелот, па ќе помине време додека да тргне организмот, додека да... Што може да се долови? Од каде доаѓа инспирацијата? Подготвени ли се тие крици емотивни или доаѓаат? Кај мене доаѓаат самица од себе, не може тоа да се глуми.
секогаш таа трка е посебна. Таа е над сите дисциплини. Исконска е. Тие 100 метра трчање може би нешто најприродно да се покаже во тие 100 метри колку си брз, кој ќе покажат километражата колку си истрчал. И ја кога влегов во атлетиката, тогаш се појави еден Карл Луис, еден Бен Джонсон, па нивните меѓусебни историски трки во Рим, во Сеул, па подосна се појавија уште плејада за сето тоа да заврши со кралот на спринтот и неповторливиот Усеин Болт, кој што деценија и кусур стави печат на атлетиката и кога знаеш дека има една таква личност во трката, не може да не бидеш инспириран, поготово што тој беше најголем подарок за мене во атлетиката. Тој ја подигна за едно рамниште повисоко, направи огромен број млади да почнат да се бават со атлетиката. Неговиот придонес за популаризација, за развој на атлетиката, за мене е непроценлив. Слична личност, тешко дека ќе се појави во догледно време, со таква харизма. Со таква леснотија, да. Што ви кажал колегата Келински. Доаѓаме до делот кога во овој разговор ќе му се посветиме малку на домашниот спорт. Тоа се нашите спартанци, одбојкарите и нашите фудбалери. Еве ќе почнеме со одбојкарите. Како е да си во истиот авион со Полска, да заменеш за Бари, а таму да играш против Италија, која што најверојатно со Полска, ако се биде како што е планирано во наводници, или во спортот не може да се планира, може да играат и за светската титула. Ова се зборовите на селекторот Јошко Миленковски, констатацијата негова. Еве вака, од твој аспект ја работеше и одбојката, како изгледа сето тоа во очите, како треба да изгледа во очите на јавност? Тоа е за одбојкарите, за целата таа одбојкарска експедиција наша, мислам дека е сон да бидеш во истиот авион со повеќекратниот светски шампион и олимписки шампион Полска и одиш на актуелниот светски шампион да играш преди светскиот шампион. Бидејќи ние имаме отприлика репрезентација во која што играат шестмина, лига речиси да немаме, имаме лига само за да останеме верифицирани во ЦЕФ, во Европската одбојкарска конфедерација, за да не избришат. Немаме одбојка, имаме практично шестмина одбојкари кои го понесоа товарот на ова европско првенство. Успеаа да направат 2 победи, да се пласираат во нокаут фаза и тоа е резултат кој што е многу над она што се случува во нашата одбојка. Малку ме боли што во јавноста поедини наши колеги го игнорираат Европското првенство што се одржа исто групна фаза во 1975 година и пишува дека ова е првото европско првенство кое што се одржало во Скопје. Не е точно, не може тоа да се избрише. Во 1975 година одбојката во Македонија беше на далеку повисоко ниво. Беше во врвот на југословенската одбојка. Следната година Вардар стана шампион на Југославија. Играше на Final Four во PX Маки, значи на завршниот турнир на 4 најдобри екипи, практично против селекции на Советскиот сојуз, затоа што ЦСКА од Москва беше буквално репрезентацијата на Советскиот сојуз, против Спартак Левски од Софија, репрезентација на Бугарија, која 70-та година играше во финале на светското првенство, против Динамо од Букуреш, репрезентација на Романија, и Вардар 2 надпревара загуби со 3:2, можеше многу лесно да биде подобро пласиран. И таква енергија беше околу тоа европско првенство во јавноста.
имаше внатре во салата Кале околу 3000 гледачи како сардини натиснати и уште толку надвор. 3000 за тоа време зборуваме. За тоа време тогаш се реновираше таа сала за Европското првенство. Семафорот што е во салата беше од тогаш, од Ниш се донесе и се уште функционира. И мислам дека благодарение и на тоа подоцна Македонија имаше практично една четвртина од Југословенската лига. Во исто време имаше 3 прволигаши. Вардар, Работнички, едно време Борец, па Струмица беа прволигаши, а тоа многу значеше. Каков бил квалитетот. Жал ми е што ова сега, ако не се искористи овој момент, оваа организација на Европското првенство, мислам дека на одбојката не и се пишува добро. Има сигнали за дека е многу критично да обстане. А тоа не е во ред. Да се надеваме дека нема да се случи одбојкарски потоп целосен, дека ќе преживее одбојката, дека овој резултат ќе биде инспирација и за многу млади. Треба тука и ние. Драго ми е што в салата Борис Трајковски беше место на семејни луѓе, многу дечиња, многу млади, една прекрасна атмосфера беше направена, каде што се навиваше, се аплаудираше и на убавите потези на посилните од нас. Се, ако дојдоа надпреварите против Полска или против Италија, ние видовме каде е квалитетот на македонската репрезентација, дека тоа е, ние загубивме и од 3-0 и тоа е вистината. Најмногу 20 поени освоени, тоа е разликата. Не може со таков фонд на играчи да се издржи Европско првенство, да се игра без вистински замени, несоодветни замени. Да се надеваме дека ќе преживее одбојката, дека овој резултат ќе биде инспирација за многу млади. Тука треба и ние да придонесеме малку новинарите, нели, да го сето тоа пренесеме, да се обидеме да им го доловиме на младите онака како што треба да го доживеат. Фудбалерите, еден спременен со Италија, гол во доцните минути од надпреварот, Бардиот слободен удар. Нова искра или нова случајност во македонскиот фудбал? Сега, случајност, нема случајности. Добро, тука се согласуваме. Нема случајности. Има момент кога среќата ќе те помилува. Треба да си ја заслужиш. Треба да нападнеш. Треба да... По онаа катастрофа во Манчестер 7-0, по оној пораз од несватлив од Украина после оние 2-0, овие 1-1 пак се некаква искра која што ќе го врати, мислам, малку самодовербата кај овие играчи, кои што по долго време играат заедно. Фали еден вистински лидер како што беше Горан Пандев, ама пак се надеваме, гледаме Барди, Елмаз, дека ќе стигнат до таква лидерска позиција. Резилот со теренот ме мачи. Беше срамно, мислам, да се игра на таков терен. Да, како до вчера пченки да биле насадени, па се искорнале пченките, малку боја зелена и ќе се игра фудбал. Не може. Тоа не е во ред. Не доликува на една држава, на една сериозна организација. За мене е несватливо така да се запушти теренот. Така неодговорно да се однесување кон национална арена. Лицето на фудбалска Македонија повеќекратен светски шампион. Тоа не е во ред. Европски шампион. Не е во ред. Не е хумано према фудбалерите, ќе се исповредат. Не е во ред. Тоа беше и најголемата замерка на фудбалерите. Колега Калински, ќе финишираме со инспирација за овој финиш, ваков, каков што е,
Бевме на доделувањето на наградата, бев јас лично на наградата 8 септември, државната награда која што ти беше врачена за особен придонес во промоцијата на македонскиот спорт. Последните реченици, до чинителите на спортот, не го заборавајте спортот и бидете упорни. Што му треба на македонскиот спорт за да добие континуитет, она што беше разработено и во линкот претходно? Многу нешто треба да се, според мене, да се менаџираат. Треба ли да се задоволуваме со вакви моменти само? Апсолутно не. Имаме ли ДНК за спортски успех? ДНК апсолутно дека имаме, меѓутоа тој резултат треба да се гради. Треба да имаме добри тренери. Треба да имаме добри уште од најмала возраст да се организираат децата, да не биде комерцијализиран спортот, да можат да спортуваат само децата на родителите кои што можат да платат, да си дозволат детето да спортува, без разлика дали е талентирано или е неталентирано. Да се прават селекциите уште во училиштата. Имаше многу убави меѓушколски надпревари, мали олимписки игри. Имаше и квалитетни тренери. Не случајни били успесите на кошаркарите на работнички, на кошаркарите на МЗТ, на одбојкарите на Вардар и на работнички, на фудбалерите на Вардар. Имало добри тренери, пак се работело со некаков систем. И сето тоа било правено со наши деца. Немало шапат по некакво засилување од страна. Сме биле горди на тие успеси. И интересот за фудбал на секој надпревар во Македонската лига на прсти може да се избројат гледачите. Што значи тоа? Како може да обстои таков фудбал кога нема интерес? Кога надпреварите, не знам, по некој надпревар дерби ќе привлече внимание и тоа е тоа. Мора да поинаку да се работи, да се постават работите. Колегата Келински секогаш ќе биде драг гостин во студијата на Македонската телевизија, дали ова, дали некој друго на тема спорт и на која било друга тема. Благодариме што ова утро издвои 20 минути, половина час, скоро сме во студиото и нешто повеќе за разговор, за да им доловиме на гледачите како било некогаш и какви се плодовите од добрата, од квалитетната и од континуираната работа. Благодарам се уште еднаш. Благодарам и ја што ме покани и секогаш ќе ми биде задоволство да дојдам тука, некогаш и без повод. Меѓутоа, имаше на времето каде се седне и кафе да се напиеме тука, сега треба да одиме во некој од кафулињата да си поразговараме. Голема благодарност и се најдобро. Благодариме за искрените зборови. Треба ли посебна одјава? Тоа беше колегата Златко Келински. Гледавте Македонија на утро. Денеска е понеделник, вака нека ни биде цела недела. Барем ова. Пријатно.